Добар ден, време за вестите на Канал Плюс. Еве што ќе гледате во нив. Советот на општина Виница денес го разгледува договорот за концесија и експлоатација на геотермалните води на локалитетот Исти Бања. Најстуден град во државата и денес е Берово. Внимателно возете, има појава на голомразица. Денес се слави верскиот празник Свети Јован Крстител. Во Штип се посетува една од најстарите цркви, која е оставена на забот на времето. Денеска се очекува СДСМ да донесе одлука дали нивните министри ќе останат во владата што ја предводи Емил Димитриев. Двајцата министри од оваа партија, Фросина Ременски и Оливер Спасовски, не се појавија на изборот на новата влада и не ги положија свечените заклетви, а со тоа не можат да ги извршуваат своите функции согласно договорот од Пражино. Како главна причина што СДСМ се уште нема став дали ќе учествува на изборите е немањето доволно време за проверка и прочистување на избирачкиот список и за регулација на медиумите. Премиерот Емил Димитриев во своето обраќање истакна дека оваа преодна влада има капацитет да организира фер и демократски избори според сите меѓународни стандарди. Денес заседава Советот на Виница кој одлучува за програмата за работа оваа година за поставување урбана опрема. Ќе се разгледува работата на јавното предпријатие Солидарност, како и на Домот на културата Тошо Арсов и Музејот Теракота. Советниците денес го разгледуваат и договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина, геотермална вода на локалитетот Исти Бања. Виница 2015 година ја заврши со позитивен природен прираст, а 2016 ја започна со женско бебе. И за 19 дена има 18 новороденчиња. Празникот Водици беше ден кога и оваа година се посети првото новороденче од страна на градоначалникот. Јована Тодорова е првото новороденче во Виница за 2016 година меѓу 8 родени за непол месец. Женската среќа носи плодност, велат од храмот Свети Архангел Михаил. Првенчето во општината, инаку второ дете на Александар и Александра Тодорови, се роди во Штипската болница на третиот ден во 2016. Ова ми е втора рожба. Родено е на 3.1.2016 година, прво во општина Виница. Голема благодарност до општина Виница и градоначалникот. Празникот Водици веќе 7 години е одреден како ден од општината за посета и доделување на општинската награда, ваучер од 5000 денари и пакет производи за нега на новороденчето. Традиционално на Водици го посетуваме првото новороденче во нашата општина. Оваа година во фамилијата Тодорови тоа е малата Јована. Општина Виница и оваа година обезбедува ваучери и пакет производи за новороденчето и јас од името на граѓаните на општина Виница сакам да и посакам многу здравје, среќа и успех во животот на ја и на нејзината фамилија. 2015 година се родени 185 деца во општина Виница и 86 деца се родени на наши сограѓани во странство. Инаку наталитетот една од општините кои што можеме да се пофалиме дека имаме наталитет, значи имаме повеќе новородени од умрени. Јована ќе биде крстена утре, токму на својот имен ден Свети Јован, а тенденцијата на ставање православни имења на домашни светители е во пораст кај младите брачни парови. Денес православните верници го празнуваат Свети Јован Крстител, кој има посебна улога во христијанската религија. Моштите на Свети Јован Крстител се наоѓаат на неколку места низ светот, а дели во Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител во Македонија. Во Штип на јужната страна на Исарот се наоѓа еднокаровна црква посветена на Свети Јован Крстител. Црквата е изградена во 1350 година, а верниците ја посетуваат токму на овој празник.
Се наоѓаме овде на Исарот, токму пред црквичето посветено на Свети Јован Крстител, кој е од истиот ктитор кој е граден и Лесновскиот манастир, тоест од деспот Јован Оливер. Значи, ктиторот на Лесновскиот манастир е ктитор токму и на оваа црквичка. Овде служиме вечерна богослужба со почеток во 15 часот, те луѓето доаѓаат, се носат сласки колачи, се носат панагии, а бидејќи црквичето е премногу мало и ги нема условите за света литургија пак ќе служиме утре сабајле во црквата Успение на Пресвета Богородица. Имено празникот Свети Јован Крстител, тоест е собор на Свети Јован Крстител, се спомнува во чести спомен дека Свети Јован Крстител нели го крстил Христа Спасител. Свети Јован Крстител има и други празници, кои е одсекување глава на Свети Јован Крстител, раѓање на Свети Јован Крстител и така натаму, а денес е токму Свети Јован Крстител како светител нели што велиме и се на сите оние што го имаат името Свети Јован, имаат слава, им го честитаме, им посакуваме Свети Јован секогаш да биде нивни заштитник. Два автомобили рано утринава се опожарени во Штипско Ново село. Интервенираше противпожарната единица, а на лице место излезе и полицијата. Повредени нема, причината е голема материјална штета, а причините за пожарот доправа ќе се утврдуваат. Канал Плюс утринава на местото на настанот. И по ништо ко станаме, пламен имаше долу-горе до жиците. Во колку часот? Това и комшијата не викна, не излеземе, 5 сато беше. И стана дето, нашата тргна, че ја запалеше и нашата. И нашата тргна, воа дојде пожарната, изгаси ја, дојде полиција тука и тоа. Берово и овој ден е најстудениот град во Македонија. Денот таму започна на минус 18 степени. Ниските температури налагаат зголемена внимателност кај сите учесници во сообраќајот, кој се одвива без забрани по наместа влажни коловози и појава на голомразица. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово Велес, Маврово, Дибар Струга, Демир Капија Удово и Виница Берово, каде што е можна почеста појава на одрони. Американската сурова нафта го достигна новото најниско ниво за последните 12 години и паѓа под прагот од $28, соопшти агенцијата France Press. Цената падна до $27,92 за барел, пошто малку се зголеми во азиската електронска сесија. За последен пат американскиот лесна сурова нафта имала цена под $28 за барел во септември 2003 година. Меѓународната агенција за енергетика изрази очекување во својот месечен извештај за нафтениот пазар дека цените на нафтата се очекува да паднат уште оваа година, затоа што понудата значително ја надминува побарувачката. Враќањето на Иран на пазарот е една од главните причини за континуираното намалување на цените, но во голема мера се уште не е забележано целосно како фактор. Унгарија е подготвена уште утре да подигне ограда по границата со Романија ако мигрантите се пренасочат кон таа маршрута, наместо да минуваат преку Хрватска, изјави унгарскиот министер за надворешни работи Петар Сијарто. Јужните граници на Европа остануваат широко отворени за приливот на стотици илјади имигранти од Блискиот Исток и Африка, што ја става под знак прашалник иднината на Шенген системот на отворени внатрешни граници на Европската Унија, рече Сијарто. Тој истакна дека за запирање на приливот на имигранти по морските граници на Грција се неопходни илјадници полицајци и војници од заедничките европски сили. Ако Грција не сака да учествува во тоа решение, ќе треба да разговараме со бугарите и македонците. Постои голема веројатност јужната граница на шенгенското пространство да стане како северната граница на Грција со Бугарија и Македонија, вели шефот на унгарската дипломатија. Сличен став изрази и чешкиот премиер Богуслав Соботка, според кој Европската Унија треба да располага со резервен систем за гранична контрола во случај миграцијата да не биде совладана во Турција и во Грција. Околу 2500 учесници од над 100 земји, меѓу кои 40 шефови на држави, ќе учествуваат на Светскиот економски форум што почнува денес во Давос, Швајцарија. Оваа година темата е совладување на четвртата индустријска револуција предизвикана од брзите и масовни иновации во областите како роботиката, беспилотните летала, 3D печатење и биотехнологии. Основачот на Светскиот економски форум Клаус Шваб одбележа неколку основни прашања определени
за овагодишната средба. Едно од нив е причината за бегалската криза. Друг факт е дека 62 најбогати луѓе на земјата поседуваат толку колку посиромашната половина од човештвото. Средбата се одржува на 1560 метри надморска височина во Давос. Се очекува околу 5000 војници, полицајци да го обезбедуваат градот со 11.000 жители. Во Давос нема да дојдат председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама, на Русија Владимир Путин, а форумот оваа година ќе го пропушти и германската канцеларка Ангела Меркел. Над 250 новинари ќе го следат овагодишниот бизнис форум. Македонската ракометна репрезентација во вчерашниот надпревар против Србија со нерешен резултат од 27-27 обезбеди пласман во следната фаза. Тежок и неизвесен надпревар до самиот крај, а целиот надпревар беше сведен на последните 40 секунди. Голот на Дејан Манасков во последните 10 секунди беше пресуден за голема среќа на нашите ракометари да продолжат во следната фаза и да бидат во најдобрите 12 екипи во Европа. Надпреварите на Европското првенство во ракомет продолжуваат и денес, а нашата ракометна репрезентација утре против Хрватска ќе се обиде да ги освои првите бодови во ново формираната група. Освен со Хрватска, македонците во вториот дел од шампионатот ќе се сретнат со Белорусија и со Норвешка. На 25 јануари во понеделник Македонија ќе игра против Норвешка, а на 27 јануари среда Македонија ќе игра против Белорусија. Ова е се во овие вести, а вие останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатен ден.